Најавите за масовни отпуштања од работа на државно ниво нема да ја одминат ниту општина Кочани. Конфекционерството веќе трпи тешки загуби поради драстично намалениот обем на работа, а се повеќе сопственици го намалуваат бројот на вработени бидејќи не можат да го издржат финансискиот притисок. Во изминатата и оваа година се затворија целосно или делумно неколку конфекцијски капацитети, а вработените си заминаа дома. Најтешко им е на повозрастните кои ниту може да најдат друго вработување, ниту имаа начин како да се спасат од сиромаштијата во која се подлабоко запаѓаат. Последиците од кризата се чувствуваат и во други сектори, што е најава за уште посериозна криза. Дополнителен страв кај стопанствениците и кај граѓаните предизвикува можен нов бран на нови соеви коронавируси кои ќе го дотепаат бизнисот. Токму затоа, сите надежи се вперени кон државата, од која се очекуваат нови мерки за спас на стопанството. Дека состојбите и предвидувањата не се розови, зборуваат статистичките податоци од Агенцијата за вработување, според кои од почетокот на ковид кризата во Македонија заклучно со февруари без работа останале 18.000 лица. Бројот на активни баратели на работа е двојно зголемен, а вкупниот број на невработени лица кои активно бараат работа до февруари е над 160.000 лица. Ситуацијата од месец во месец се влошува, па заклучно со јуни бројките се уште попоразителни.